Добро вечер, почитувани гледачи. Ова попладне, на последниот октомвриски ден, го посветуваме на работата на Општинската организација на СДСМ. Значи, ова емисија под лупа ќе посветиме токму на тоа, а мој вечерашен гостин е председателот на Општинската организација, доктор Томислав Тунтев. Добре дојдовте во ТВМ и во Лупа. Добро вечер, добро е најдов и голем поздрав до сите гледачи на ТВМ. Господине Тунтев, од неодамна седнавте на ова жешко столче на Општинската организација на СДСМ и докаде се работите околу незината организација, значи внатрешна, околу конституирањето и се она што го носи, значи, таа организација. И дали веќе телата се формирани, дали имате средби со граѓаните и кои се вашите првични импресии? Ви благодарам за интересот за состојбите во СДСМ. Денеска во Република Македонија реткост е некој од медиумите да се интересира за состојбите во СДСМ или се интересира за она што е лошо во СДСМ. Јас морам да ги разочарам душебризниците дека се онака како што е планирано, значи посебно што се однесува до Охридскиот огранок, значи од 20 август кога беше крајниот рок за конкурсот по моето кандидирање, по мојот избор, септемвриот се одржа изборната конференција и всушност од изборната конференција 30 септември, значи започна оној пат нормален, предвиден, редовен, што е зацртан со статутот и со другите документи, интерни документи на СДСМ, се испочитуваа сите рокови, се реализира сите потребни активности. Сега сме на ниво на формирање на нови раководства по местните одбори. Значи, таа активност ќе трае до половината на ноември, според роковникот и упатството што е добиено од централата во Скопје. Просторниот проблем или она што сакаше да се прикаже дека е голем проблем е веќе одамна надминат. Значи, се одвива онака како што беше испланирано. Извршниот одбор како најтесно партиско раководство е оформен во предвидениот рок. Веќе имавме презентација или представување на членовите пред охридската јавност. Истото се однесува и на надзорниот одбор. Во тек е сега избор на координатор на форумот на жени. Значи, вчера се одржа интервјуто со кандидатите. Мислам, до овој момент еден кандидат е за координатор на форумот на жени во Општинската организација на СДСМ. Неделата се одржа избор за председател на СДММ, значи на Социјалдемократската младина на Македонија. Избран е новиот председател. Сега веќе започнува постапката за избор на председатели на локалните клубови низ Република Македонија, меѓу кои Охридската општинска организација, така што активностите се во рамките на сето она што јас како програма или како, ајде да речеме, план, го дадов при кандидатурата за председател на Општинската организација и во рамките на она што го предвидува статутот, односно упатствата, роковите и одлуките што ги носат централните партиски органи, значи Централниот одбор на СДСМ во Скопје. Така. Ме интересира, еве и лично, а сигурно и гледачите, кој ви беше мотивот што се кандидиравте за да бидете прв човек на Општинската организација? Значи, предпоставам имате некаква визија како таа би функционирала во иднина и што ќе е она поразлично од тоа што го видовме досега? Така. Значи, после поразот на локалните избори, членството нормално е, го зафати една летаргија, една разочараност, затоа што се работеше за 8 години локална власт на СДСМ како носител на мнозинството во Советот, односно коалицијата. Значи, после 8 години практицирање на локална власт, СДСМ како носител на предизборната коалиција доживеа пораз и членството западна во една летаргија, во една разочараност, во неснаоѓање со новите промени, кои неминовно веќе доаѓаа со смената на власта на локално ниво. Се работеше за еден период кој се
всушност причините беа и на централно ниво затоа што се одржа еден конгрес, па се одржа нов конгрес, па се смена раководството, се смена председателот. И знаете, сите тие активности се реперкуираат и на општинските организации. СДСМ во Охрид се најде во една состојба на објавен конкурс, каде што треба да се кандидираат кандидати за председатели, да нема кандидат, односно да се соочиме со една ситуација каде што прашање е дали некој сака да се кандидира во такви услови. Сега, знаете, кога сте на власт и кога е се лесно, тогаш секој сака да биде председател. Меѓутоа, овде предизвикот на вистина беше голем, затоа што се работеше за еден тежок период, значи тоа морам да го повторам, а јас како координатор на советничката група во изминатите 4 години и да речеме како најекспонирана личност во јавноста што се однесува до активностите на СДСМ, некако чувствував одговорност дека не може СДСМ како државотворна партија, како сакате, значи во својата историја како партија која ги носела најтешките одлуки, најодговорните одлуки за историјата, по новата историја на нашата држава, да дојде во ситуација да остане без председател, да остане без партиско раководство или тоа да се одолговлекува. Значи, предизвикот беше за мене уште поголем од една едноставна причина дека кога е најтешко, тогаш луѓето кои ќе се дадат, кои ќе го дадат својот потенцијал, својата енергија, својата посветеност на политичката партија на која припаѓаат, го прават тоа искрено. Со честни искрени намери за нешто да се помогне, без да се гледа на сопствените лични интереси. Што сакам да кажам? Кога е партијата на власт, дали на централно, дали на локално ниво, тогаш членството е живо заинтересирано затоа што очекува вработување, затоа што очекува асфалтирање, осветлување, бехатони, тротоари, урбанистички планови и така натаму. Меѓутоа, јас често парафразирам сега пред нашето членство, Черчил пред војната им рекол на британците: сега ви нудам само крв, пот и солзи. Значи, Британија чека борба за ослободување. Јас не би го цитирал, значи ќе го парафразирам. Значи, тоа што СДСМ сега им го нуди на своите членови, на своите симпатизери, е една чиста, искрена борба за подигнување на рейтингот на СДСМ, затоа што ние како ново раководство сметаме дека она што ново сакаме да го представиме како делување на СДСМ во Охрид, ќе биде единствена, после извесен период, единствената алтернатива со која ќе покажеме на охриѓани дека сме подобри и дека повеќе вредиме од политичките опоненти. Тоа беше предизвикот. Значи, знаете, ако менаџирате семејство, ако менаџирате фирма, аеродром, ако менаџирате ноќен клуб или кафе бар или телевизија на времето или радио или така натаму, значи денеска и раководењето со политичката партија е всушност менеджмент. Јас негаам илузии дека од еден човек може да зависи нешто, значи никој не е толку значен и битен за од еден човек да зависи нешто, меѓутоа како концепција, како идеја, јас сум сигурен дека она што е зацртано како, ајде да речиме, нова стратегија или нова насока во делувањето на СДСМ во Охрид, ќе привлече голем број млади пред се, перспективни, луѓе полни со инвентивност и со енергија и со жар, кои ќе сакаат себе си да се дадат во политиката и ќе докажеме дека не мора во политиката секогаш да се гледа како на нешто лошо, како на нешто што е измислено за да се остваруваат само сопствени интереси. Не, политиката е начин за да се канализираат потребите на граѓаните, на комшијата, на пријателот, на роднината, на познаникот, на градот и на државата. Точно, на граѓаните, за да се остварат пред се општи добра, значи добро на општо ниво и преку тоа да се дојде до добро и за сопствените деца. Знаете,
Па вие всушност ќе ве потсетам на една ваша изјава кога ги представувавте членовите на извршниот одбор, од кои можеби 90% се млади луѓе, значи и тогаш рековме дека ќе се подпирате на младите сили, но сепак ќе го користите искуството на повозрастните. Тогаш рековте дека еден од мотивите, можеби основниот е тоа што сакате вашите деца да живеат и да творат во оваа и создават во оваа држава, а не да размислувате нивната иднина да ја гледате некаде во странство. Точно. Тоа сакав да го кажам. Значи нема попоразително за еден родител да се фати себе си како размислува да се снајде, да изнајде начин да ги запише некаде децата во странство за да не се вратат овдека. Знаете, кога се живее во една земја без перспектива, каде што секојдневно маса, армија на млади луѓе заминуваат, тие не заминуваат што сакаат да заминат, немаат избор. Јас тврдам дека демократија без право на избор на работа не постои. Честопати разговараме со луѓе млади, кои доаѓаат од Австралија, од Канада, од Соединените американски држави или од европските држави. Значи, моето прашање е сега, например, во Камбера, наш млад македонец, на колку работни места може да се вработи? Вика на многу. Моje е да изберам. Значи, дали некаде ќе ми даваат поголема плата, помал број на денови за годишен одмор, дали некаде ќе обратно, дали некаде е работното време, значи, од него зависи, од неговите предиспозиции, од неговите способности, од неговата желба, на кое работно место ќе се вработи. Тоа овдека за нашите млади луѓе е научна фантастика. Значи, како може млад човек кој нема право на избор, не му е дадено правото на избор, да гласа на избори фери демократски или слободно? Тоа е научна фантастика за Република Македонија и се до онај момент, додека не се отворат работни места за младите луѓе, кои ќе можат слободно да бираат работно место, дотогаш слободни фер избори може да има само во оние рамки што ги викаме дека администрацијата, значи она бирократијата ќе ги носи резултатите преку чиста математика. Толку гласови ни се потребни, толку гласови ќе ги имаме, олку ќе заработиме преку лотарија, олку ќе работиме преку не знам кој друг начин и точно се знае математички како ќе ги се добијат изборите. Тоа краткорочно или во еден одреден период има резултати, меѓутоа, знаете, ние ја гледаме армијата од млади луѓе како заминуваат. Намалувањето на процентот на невработени не е затоа што нашли работа, затоа што си ошли од овдека. Ги нема веќе. Ево јас, барајки одредени луѓе за кои знаев дека се наши активисти, наши, како да речам, симпатизери, сакајки сега да ги инкорпорирам во работата на новото партиско раководство, дојдов до поразителни сознања дека не се повеќе во нашава држава. Кој се снашол во Германија, кој во Швајцарија, кој во Австралија, и тоа е жалосно. Затоа велам, најпоразително за еден родител е да размислува така. Јас не сакам да размислувам така. Убеден сум и знам дека многу родители во Охрид не сакаме да размислуваме така, сакаме нашите деца овдека да имаат услови да си ги живеат животите, да си создаваат семејство, фамилии и заради тоа не смееме да стоиме настрана, треба да се вложиме самите себе си. Иначе, видите, политиката не е ништо друго, освен жртвување на слободното време, наместо да си го помините со најдрагите, најмилите, најсаканите, најблиските, ние го трошиме убедувајќи луѓе како е поарно. Меѓутоа го трошиме точно за да им биде поубаво утре на најмилите, најсаканите, најблиските. Вие рековте дека се помалку има интерес и се помалку се зборува за тоа што се случува во СДСМ, значи на државно и на општинско ниво, но јас сметам, а не и само јас, аналитичарите сметат дека ако немаме стабилна и добра опозиција, не можеме да имаме ниту стабилна држава. Значи, ако сето она што го правиме, немаме некој коректор кој што ќе ни покаже дали е тоа добро или не, значи не знаеме на кој пат сме тргнале. Каква опозиција ќе бидете вие? Дали ќе бидете гласноговорници или ќе бидете некоја фина така опозиција која што ќе делува во бели ракавици? Значи, потполно сте во право кога констатирате дека ни власта не може да владее како што треба, исправно, доколку нема јака и конструктивна опозиција.
Значи, и да нема јака конструктивна опозиција, власта треба да ја поспешува таквата опозиција, за да има коректив, за да не навлезе во некој води од кои нема враќање. Сега, ДПМН во изминатиот период одеше на уништување на опозицијата, значи тотално маргинализирање, и јас не реков дека нема интерес. Интерес има, меѓутоа на кои денеска медиуми можете да видите интервју со председател на општинска организација, или на кој портал можете да видите изјава без шпекулации, без рекетирање, без... Знаете, јас, не сваќајте ме погрешно, новинарството го сметам за една од најчесните и најодговорните професии, затоа што тоа е врската помеѓу јавноста и она што се случува. Што се случува со државата, со општината, со стопанството, со политиката, со спортот, со све. Меѓутоа, и медиумите денеска треба да живеат од нешто. Значи, најголем огласувач денеска на медиумите во Република Македонија е владата. Најголем плаќач на медиумите е владата. Овдека и за електронските, и за печатените медиуми истото се однесува. Значи, невозможно е во една таква конотација, каде што зависите од рекламите на владата, и каде што зависите од она што таа маркетиншки сака да наводно, значи, да се рекламира, а всушност го купува медиумот, тогаш на тој начин се сатанизира и се маргинализира опозицијата, затоа што опозицијата не е во состојба со чужди, со народни, со државни пари да се рекламира на медиумите. И од тој аспект, секое појавување на опозицијата во јавноста, за нас, како ново партиско раководство, сметаме дека е многу битно, не е пресудно, меѓутоа е многу битно за да докажеме со нашите настапи. Пазите, јас сега можам 1000 пати да речам јас сум поштен, јас сум чесен, јас сум вако, јас сум таков, меѓутоа ако тоа не го покажеме со нашето делување во наредниот период, тоа џабе сум го рекол. Некои други политички партии се занимаваат со популизам, ние не се занимаваме со популизам. Ние одбравме една подолгорочна стратегија, краткорочни резултати нема да има, значи дури и во нашите редови, во редовите на СДСМ има сега еден вид опозиција или лоби групи заради промената на улогите, меѓутоа на долгорочен план овој начин, оваа стратегија, овој концепт ќе вроди со плод, затоа што од нашето однесување, моето како председател на општинската, на членовите на извршниот одбор, на членовите на надзорниот одбор, на тие што за 2 недели ќе се председатели на местните одбори, од сите нас ќе зависи мнението на јавноста, значи и на нашите членови, и на нашите симпатизери, меѓутоа што е најбитно на неопределените. И тие ќе оценат кои момци, условно речено, се поквалитетни, подобри од кои. Во тој контекст, јас само сакам да кажам следново, дека конструктивната опозиција не подразбира плукање, не подразбира навреди, не подразбира ниско ниво на комуникација или ниско ниво на политичка култура. Значи, ние по природа и по вокација, како членови на извршен одбор, јас како председател не сме такви. Значи, нема да подлегнеме на она што сакаат некои да не вовлечат во тој политички жар на размена на тешки зборови или размена на навреди или не знам несоодветни зборови или несоодветни поими. Ние концепцијата е следна: ќе комуницираме на највисоко цивилизирано ниво што е можно. Значи, нас ниеден, почнувајќи од градиначалникот, па од политичките опоненти, од председателот, од партиските раководства на сите политички партии кои се опоненти, значи ние немаме непријатели. Ние само имаме политички противници. Ние сме одбрале различни концепти како оваа држава или како овој град треба да одат напред и значи само се работи за борба на спротивставени мислења и идеи. И така ќе се трудиме да бидеме конструктивни. Она што е добро, она за кое што оцениме дека е во корист на Охриѓани, ние ќе го поздравиме, како што го поздравивме досега неколку пати, а она што е лошо, што мислиме дека е погубно и катастрофално, тоа ќе им дишиме во врат цело време, истакнувајќи ги
на начин за да токму ја осетат силината на корективот. Токму да не почувствуваат дека искрено сакаме низ борба на такви мислени стратегии да градот оди напред. За децата да ни останат тука. Така. Вие, значи, покрај што сте председател на општинската организација на СДСМ, имате и повеќе други функции по кои што ве знаат Охриѓани. Една од нив е и советник сте во Советот на општина Охрид, веќе втори или трети мандат, да не сгрешам, втор мандат. Значи, ги знаете и од тој аспект работите во градов. Еве, денес имавме и седница на совет и, значи, тука можете таа борба, значи, за доброто на градот да ја водите и ја водите. Еве, денес имавме една, така да речам, интересна седница. Требаше да бидат ставени на дневен ред неколку точки кои што се од урбанистичката сфера, кои што секогаш будат интерес и за кои што сегашната позиција беше многу против кога беше опозиција. Еве, денес не беа ставени на дневен ред, па нешто околу тоа е едно ваше видување, вие го кажавте на говорницата, но еве сега и за гледачите на Лупа. Ево, токму за тоа, значи, според мене говорницата во големата сала на општина Охрид е вистинското место каде што треба да се судрат различни политички мислења и ставови. И од таа дебата, заедничка дебата, значи, изнесувајќи факти, аргументи, изнесувајќи мислења и ставови, да добиеме еден квалитет, да се убедиме меѓу себе и да го избереме вистинското или најдоброто решение. Значи, ние така се трудевме во изминатиот период од 4 години. Јас бев координатор на советничката група на СДСМ, сега сум координатор на советничката група на Сојузот за иднината како коалиција, значи во опозиција. Ние тие принципи воопшто не ги променавме. Сега видите, нека нити јас гаам илузии, нити граѓаните дека борбата на мислења, некојаш политиката, значи политичката партија, интересот е тој и сега треба во рамките на политичката партија можеби потешко да се издействувате за собственото убедување да излезе на површина. Може некогаш не се совпаѓа едното со другото. другото. Па после тоа да го пласирате на говорницата. Меѓутоа, како да е, денеска се виде немоќта на ова советничко мнозинство денеска да ја превземе одговорноста за она што се вика донесување на урбанистички план, детален урбанистички план. Значи, две точки од урбанистичката сфера за урбана заедница 2, опфат 4 и опфат 5, значи едното беше за кај Петановци новопроектираната улица зад општина, всушност, зад зградата на општината, а другото беше околу црква на Свети Никола. Да. Значи кај факултетот. Кај факултетот, да. Тоа беа два детални урбанистички плана кои одамна се изготвени и кои сега дојдоа на усвојување според сите законски норми. Тие беа на седница на дневен ред за завчера, за вторникот. Со оглед на фактот што ние донесовме став заради поддршка на нашиот колега, председателот на Советот на општина Центар Шиповиќ, на кого не му е дозволено да се брани од слобода, да го изразиме својот револт против институционалното насилство на оваа власт, значи и против неможноста тој да се брани од слобода за да несметано функционира општина Центар. Ние тоа го најавивме и вие како медиуми тоа го објавивте. Значи мнозинството, односно власта локална беше свесна дека 99% шансите се ние да не учествуваме на таа седница. Сега, од кога излеговме од седницата, значи, внимавајте, нашето излегување немаше врска со ниту една точка од дневниот ред. Ние кажавме точно зошто ја напуштаме седницата, зошто ја бойкотираме. Тогаш излегува и рекла вака: ние сме одговорни, не сакаме да дискутираме без опозицијата за вакви значајни прашања од урбанистичката сфера и затоа ги повлекуваме тие две точки во ред. Ако е така, ако е тоа искрено како што го рекоја, ние денеска на почетокот на оваа седница рековме вака: ево сега сме тука. Тие две точки за урбана заедница 2, опфат 5 и 4 или да. Мислам дека 3. Да, ги дефиниравме. Ние сме сега тука, тие се поминати низ комисиска расправа.
немате ни една причина да не го проширите денешниот дневен ред со уште тие две точки. И рековме дека ние сме подготвени во полн капацитет да дискутираме за тие точки. Меѓутоа, Кој не беше подготвен? очигледно е кој не беше подготвен. Значи, затоа што не ги ставија на расправа. И сега, ево, јас ќе се обидам накратко да ја објаснам целата ситуација со урбанистичките планови. Околу тие детални урбанистички планови во изминатите 4 години, кога на локална власт беше минатото раководство, ВМРО ДПМН греваше толкава фама, вие сте сведоци, значи се правеа пресконференции пред Центарот за култура, значи пред Тинек, со задната страна. Па пресконференции во нивните простори за урбана мафија, за девастација на јадрото, за бетонски армирани инвазии, за уништување на Охрид како туристички центар со изградба на вакви згради, такви згради и пазите сега, по дефолт, од принцип, 4 години беа против секој план кој во себе содржи стамбена зграда. Никогаш не гласаа за. За сега истите тие планови, кои во меѓувреме не ги пуштаа во процедура, чекаа во фиока. Значи, тие беа донесени, па враќани, те од Министерство, те од овај орган, те од 12 органи државни треба да дадат согласност за еден план да стапи на сила, значи да биде валиден. Нонстоп ги враќа, ево сега и локалната власт од ДПМН, значи сега не ги враќаат, дојде времето да граѓаните да си ги остварат своите права, и сега истите планови ги носат, меѓутоа сега одеднаш се смена мислењето. Значи сега ги носат истите планови и бараат алиби во опозицијата. Епа, опозицијата нема овој пат да им даде алиби, сега се мнозинство, сега се власт, сега нека земат одговорноста. Значи, ако 4 години слушавме, внимавајте, тие на таа основа добија избори, можеби. Или огромен број гласови од граѓаните, токму беа засновани врз нивниот напад врз урбанизирањето на Охрид. И сега, после 4 години, упорно одбивање да прифатат таков урбанистички план, макар еден, се сеќавате, Ривиера, Табана, не знам, Трим, Лум, како се вике, не знам веќе кај пазарот, сега е механизмот во нивните раце. Сега е, тоа треба, ние сега очекуваме да го видиме тоа што 4 години го трубеа. Значи, сега е механизмот, алатката во нивните раце. Треба да гласаат против или да не го вадат планот на дневен ред, да го вратат на доработка, наместо П+5 или П+4 што беа изричито против, нека ги направат П+1, П+2 и нека излезат пред граѓаните со таков план. Мислите дека во советничката група на ВМРО ДПМН има различни ставови и мислења по ова прашање, па затоа денес не ги ставија овие урбанистички точки на дневен ред? Мислам дека има. Јас не би сакал сега навистина да шпекулирам, тоа си е нивна работа. Па само тоа ми е некој логично објаснување. Тоа е така, затоа што да не беше така, да го имаат тие мнозинството, нити ќе ги трнеа од дневен ред вторникот, нити пак денеска ќе имаше причина да не ги стават на дневен ред. Значи имаат внатрешни несогласувања, меѓутоа внимавајте, тоа не е работа на СДСМ. Сега тоа си е нивна работа. Тие ќе си се убедуваат, ќе си се пеглаат, ќе си се дотеруваат и така натаму. Мислењата и ставовите, ние сакаме само да кажеме пред јавноста дека алиби во опозицијата нема да најдат. Значи, опозицијата не може сега да го носи да го поддржува мнозинството затоа што мнозинството не е одлучно дали има или нема гласови. Не. Значи ние 4 години бевме во мнозинство во Советот, поминавме низ многу тешки, многу сложени урбанистички планови. Голем број од нив беа повлекувани и то пазите на наша иницијатива. Значи ние како советници реагиравме кај градоначалникот и цело време бевме под еден тој притисок на тогаш опозицијата дека со донесувањето на тие планови се прави многу лоша или катастрофална работа. Ево ја сега работата е во нивните раце, чим била лоша и катастрофална, зошто беше на дневен ред или зошто е повлечена, прво ставена и после повлечена. Ние денеска не добивме одговор.
сака опозицијата да им биде алиби затоа што ја напуштила седницата. Ние тоа денеска го демантиравме, рековме тука сме, повелете, сега сме подготвени да разговараме, очигледно тие не беа подготвени да разговараат, така што ево да почекаме во наредниот период да видиме како ќе се однесуваат околу овие прашања за деталните урбанистички планови. Иначе што се однесува до другите точки од урбанистичката сфера, значи легализација на дивоградби или оние што се нацрт урбанистички планови или иницијативи, денеска помина, значи нашиот став по тие прашања никогаш не се менал и воопшто сега се гледа кој се држал до принципи и за какви принципи станува. Само накратко, бидејќи веќе имаме најава за рез на реклами, што е полесно, бидејќи имавте искуство и да бидете позиција, а сега сте опозиција? Значи, ова едноставно прашање, меѓутоа не може едноставен да биде одговорот. Јас ќе се потрудам да е што пократок. Да. Значи, од аспект на одговорноста, полесно е да си опозиција. Од аспект на одговорноста на носење одлуки, заради кои сме ние таму избрани и заради кои на крајот на краиштата и постоиме таму. Значи, полесно е да си опозиција, затоа што ја немате, како да речем, есенцијалната одговорност за некоја одлука, која е во интерес или не во интерес, да го составите мнозинството за да биде изгласана. Но сепак имате одговорност да сте коректор. Точно, од аспект на интересот на граѓаните, поделена е одговорноста подеднакво и јас затоа велам, некогаш опозицијата е поодговорна од позицијата и ние тоа денес како докажав. Реклами. Господине Тунтев, продолжуваме каде што застанавме. Сакам малку да поразговараме за тој фамозен, не е фамозен, реален можеби, долг на општина Охрид. Сега во оваа локална власт се посочува како најголема бариера за да општината тргне за напред. Значи како успеа минатата локална власт, ете вие бевте, да речам, на некој начин инволвирани во таа локална, бевте советник, бевте заменик градоначалник, бевте блиску до минатиот градоначалник, да наталожи толкав долг. Што се случи? Значи, прво да разбијаме на фама, она што го рековте фамозно, што значи заменик градоначалник? Тоа е еден советник кој по функција мора да биде заменик на градоначалник во моменти кога градоначалникот не е способен да извршува таа функција. Значи, градоначалникот го пикнале затвор, градоначалникот се поболил, градоначалникот, не дај Боже, починал и така натаму. Тоа е функцијата чисто протоколарна на заменик градоначалник. Значи, јас бев советник 4 години, координатор на советничка група и со единицата за локалната самоуправа немавме никакви допирни точки. Јас денеска гледам советници кои седат во канцеларии. Значи седат, не знам, дел за образование, дел за, не знам, одржавање, дел за ова, дел за она. Тоа е неспојиво. Значи, затоа ние викаме дека во нашиот систем имаме извршна, законодавна и судска власт и председателот. Тоа на локално ниво префрлено, значи дека улогата на советниците не смее да има никаква врска со она што е извршна власт во единицата за локална самоуправа. Тоа ние строго го почитувавме и затоа прашањето за долговите може би требало да му го поставите или на поранешниот градоначалник, или на луѓето кои беа вработени, односно кои беа ангажирани во единицата за локалната самоуправа. Меѓутоа, ево јас не бегам од дискусија, пошто ние бевме советници, ги пратевме буџетите, ги пратевме годишните програми на јавните предпријатија, ги пратевме извештаите 3-месечни, 6-месечни или квартални, не е битно. Се работи за една замена на тези, што е тоа долг, и од кога датира. Што сакам да кажам? И во моментот кога минатиот градоначалник, поранешниот градоначалник, дошол на функција пред колку 8,5 години, тој затекнал долгови. И тој пред него, покоен доктор Никола Нумов, и тој пред него Пашана, и пред него Благоја Силјанов, значи тие имале некакви долгови кои ги затекнале. Сега се работи за период, значи од 90-та година до 2005 година, тоа се 15 години, за тие 15 години се променале многу работи. И сега внимавајте, ова зашто јас сега го зборувам, го знаат луѓето од локалната самоуправа, меѓутоа
на поинаков начин го презентираат во јавноста. Затоа сакаме ние од двете страни да го слушаме. Ево јас се чудам и чекам до кога работењето на минатото раководство ќе биде причина за неработењето на ова раководство. Значи не 100 дена, 200 дена изминаа пред една недела, значи после 200 дена се уште вината се бара кај како се работело во изминатите 4 или 8 години. Не и се. Значи 15 милиони евра биле долговите, меѓутоа со тек на време од пред 20 од пред 30 години доаѓале судски извршни решенија. Значи, јас само еден податок ќе ви кажам кој ми стана вака индикативен. Во моментот кога дошол градоначалникот Петрески, долгот за градоначалник, долгот на Проаква бил околу 1,5 милион евра. Во моментот кога си замина, долгот на Проаква бил 750.000 евра. Сума сумарум, тука се движат бројките. Значи, долгот на тоа јавно предпријатие намален. Меѓутоа, за да се сервисира тој долг, се направиле други долгови. Или државата од државно земјиште или од државни објекти под капа на државата донесла закони што ги ставила под капа на општината. Во општина Охрид се градеше само на приватно земјиште. Значи, општина Охрид немаше свое земјиште, беше земјиштето од државата, значи државата располагаше, тоа е уредено градежно или неуредено градежно и така натаму, и приватно земјиште. Со процесот на денационализација, враќање на приватната својина е светиња во Република Македонија и по устав и по закони. Значи, сега власта на ДПМНЕ со законите им даде право на луѓето, значи да си располагаат со својата земја, да си бараат комерцијални објекти за да си заработат нешто, чекале да дојна 50-100 години, не знам да им биде вратена, и сега одеднаш објектите што биле државни, за кои плаќала државата, станаат општински, парцелите или земјата на кои што сега биле изградени, не знам, дворот на Григор Парличев или не знам некоја фабрика или општинската зграда, станале приватни, отужени после 20-30 години, секојдневно доаѓале со извршни решенја за не знам колку илјадници евра, за не знам колку милиони евра. Заради тоа, еден пресек да се направи за долговите е невозможно. И ова што сега манипулираат со не знам 30 милиони евра со камати, 50 милиони евра и така натаму, не се тоа долгови направени во изминатите 4 години или во изминатите 8 години. Тоа е еден процес жив кој може да биде сватен само доколку се даде една рекапитулација. Значи, ние очекувавме од новава градска власт да ни даде рекапитулација во смисол кога се направени долговите за кои што зборуваат и од кого се направени. Значи, доколку се види суштински за какви долгови зборуваме и од кога влечат, од кој период влечат корени, тогаш воопшто не е така како што сака да прикажат гласноговорниците на новата градска власт. Инаку, овдека морам да се послужам со една народна, кога зборува ДПМН за долгови, мене ми личи на она кога кабетлијата му рекол на кривиот, ти си виновник. Значи, наолкави долгови на Република Македонија, наолкави небулозни инвестиции со стотици милиони евра во споменици, значи рај за мртви луѓе, пекол за живи луѓе, значи на 47% во март 2013 година долгот на централната власт во споредба со декември 2007 година е зголемен, или кога 34% од бруто домашниот производ отпаѓа на долгови, или кога ево вчера беше 30 октомври. Да. Нови 44 и кусур милиони евра задолжување кај домашните банки, со што домашниот долг на владата достигна неверојатни и надмина неверојатни милиарда евра. Кога се работи за, ево ќе ви кажам, вкупен долг од 166 милиарди 247 милиони денари и кон надворешни доверители на централната власт и кон внатрешни, да се зборува за долгови во општина каде што се вложувало и каде што се градело и каде што се инвестирало во инфраструктура неопходна, тоа е во најмала рака хипокризија. Значи, нека се обидат, ево, власта не сака, меѓутоа нека се обидат граѓаните.
Нека се сетат пред 8 години, ево како изгледаше гимназијата, како изгледаше некоја населба, дел од Воска, дел од Радојца Новичич, или како изгледаше канализацијата во Варош, или како изгледаја улиците што воопшто не беа асфалтирани. Значи, пазите, 8 години се занимавала локалната власт со есенцијални, елементарни потреби на граѓаните. Вода, канализација, одвод, осветлување. Тоа и оваа власт ќе го прави. Тоа е по вокација работа, сервисирање на потребите на граѓаните. Но позицијата тоа смета дека не се така важни и значајни проекти за градот. Велат дека во минатите 2 мандати на поранешниот градоначалник ништо капитално не се направи. Значи, ете, го спомнуваат пазарот, автобуската, катната гаража, што сега пак се најави дека ќе се прави. Се чекаше дозвола од централните државни органи. Значи, како можете пазарот да го направите, ако земјиштето не е ваше? Како може некој да инвестират на земја која не е негова? Како може на автобуска да се направи објект ако не се добијат сите потребни дозволи од Министерството за транспорт и врски? Значи, мислам, ајде да не употребувам тешки зборови. Ако се сакало да се направи, нема да се кинеа блок дотации за општина Охрид, нема да се носеше законот за Охрид каде што се ограничи делувањето на локалната самоуправа, нема да се носе измени во законот за градба и просторно урбанистичко планирање или законот за туристички зони каде што Љубаниште за некој приватен инвеститор за казина и хотели стана од државен интерес работа за која што советот е настрана трнат сега. Локалната не се прашуваат. Пазите, на советничко прашање, што се дешава во Љубаниште? Што се дешава на Имарет? Мене срце ме боли за Имарет. Јас, кога ќе одам горе, кога ќе го видам, очиве ми се полнат со солзи. Ми трепери срце, не знам како да ви кажам. Човек што се пентерел на баја ми горе. Што барате Кочеџици уште таму? Кочеџик, да, Кочеџик барам уште таму и патчето за Канео што беше, значи бетонски здања. Она е најголемата дивоградба, она е најголемото скврнавење на нашата традиција култура. Сега да зборуваме за виш интерес кога ингеренциите на локалната се ставени настрана. Значи, ние настапивме, го прашавме градоначалникот и тој рече, ќе проверам во што е работата, доколку се работи за нешто што е штетно или ова, може и да се прекине градбата. Па како бре не е штетно 23 објекти на најсветото место во Охрид, кај Свети Климента, каде што се моштите, каде што искажуваме почит верници од цел Балкан. И сега таму 2 бетонски огромни здања со анкерисани стубови, па со резиденции на луѓе кои ќе живеат таму. Никој не кажа што е тоа Свети Климентов универзитет. Се возобновува Свети Климентовиот универзитет. Праша еден, теологија ќе било таму. Праша црквата, не теологија, Скопје ќе се остане. Праша и друг, филијали ќе имало од европски универзитети. Кои се тие европски универзитети? Никој не зна да каже. Ама 23 објекти горе се градат, секој дневно се гради. Истото е за Љубаништа. Значи, интересите на граѓаните на Охрид се артикулираат преку работата на локалната власт и на Советот на општина Охрид. Со закониве што ги спомнав, тие ингеренции се трнаа настрана. Друг одлучуваат сега. Ако сакате во централно во градско подрачје и во контактната зона, а тој до железничка, да измените нешто дома во куќата, Скопје ќе ви одлучат. Нема дека никој да ви одлучи. Ако сакате Љубаништа, Скопје ќе одлучат. Значи, централните органи со измените и со новите закони си ја зедоја ингеренцијата. Заради тоа, тие капитални инвестиции не биле капитални. Како не биле капитални инвестиции? Што е покапитална инвестиција куќа за живење, резиденција на Плаушник, од да му го решите проблемот со атмосферска канализација, со дождовна канализација, мислам атмосферски води, канализација, осветлување, пат до дома, асфалт, да ги решите елементарните потреби на граѓаните. Значи, капитална инвестиција не е заштитата на Охридското езеро. Капитална инвестиција не е гимназијата, капитална инвестиција не е осветлување на улиците, капитална инвестиција не е создавање на секојдневни услови за луѓето да можат туристи да прибираат во приватниот смештај. Значи, создавањето на услови за да живее народот
покомотно, порелаксирано, во подобри услови, тоа е најкапиталната инвестиција. Капитална инвестиција се 50 и кусур споменици во центарот на еден град. Што е капитална инвестиција? Капитална инвестиција е и мислењето на граѓаните, значи се прават разноразни анкети, кој верува во нив, кој не. Но какви се сознанијата еве вашиот на терен, што кажуваат граѓаните, што се задоволни од што не? Значи, видите, ако мислите на членството... Воопшто, значи на членството и на функционирањето на сегашната локална и на претходната локална, се сума сумарум е животот на охриѓани. Така е, и ево ќе речеме не само за 100 дена, за 200 дена. Ево, на шо бевме сведоци? Бевме сведоци на несносна и неконтролирана бучава во раните утрински часови, цело лето. Бевме сведоци на... Но, извинете, само ќе ве прекинам за момент, но градоначалникот при гостувањето во истава ова емисија, претходниот четврток, рече дека многу работи се измениле ова лето на терен. Значи, ево, јас како граѓанин сега живеам во стариот дел на градот. Во 2:15 почнуваа концерти, до 4 сатот од вуферите не се спијаше во стариот дел на градот. Значи, јас сега не велам дека не се сменило, ние го видовме дека се смена. И она рековме што е позитивно, ние ќе го пофалиме. Значи се смена изгледот во строгото централно подрачје. Имаше неколку дена исто излети така со боксој, со моксој, тие што ги критикуваа најмногу, меѓутоа изгледаше подобро, поцивилизирано или поелегантно да речеме строгото централно градско подрачје, плоштадот него изминатите години. Меѓутоа, ако трните 10 души што печат ченки, а не излегле тие да печат ченки од што многу сакето да го прават, излегле да се снајдат, затоа што се или стечајци, или истерани од работа. Значи, катастрофалната економска ситуација во последниве години ги довела да излезе да печат ченки. И кога ќе поминете инспекцијата, тие пак излегле со печените ченки. Не е проблемот во тргањето на луѓето што печат ченки или костени. Пак имаше крофни, пак имаше тезги. Значи, луѓето излегувале таму од потреба. Меѓутоа, бука имаше, тоа е несомнено, бука имаше и генерирана од автомобилите и моторите затоа што беа трнати рампите. Значи, шо беше сега целта? Идат новава власт, све што било од старата нечини. Тргај рампите, тргај топките по Кеј Маршал Тито, и сега природната бариера која ги спречуваше на еден начин луѓето што не живеат во стариот дел да влезат таму, сега не постоеше. Имаше формално горе луѓе кои треба, значи сите кладовме на лепници, сите режим на сообраќај мораше да се почитува, меѓутоа во секој момент во стариот дел на градот кој ќе поминевте имаше повеќе автомобили со регистарски табличи од Скопје, Битола, Србија или така натаму, отколку од Охриѓани. Јас не велам дека тоа е лошо за развој на туризмот. Велам дека имаше режим на сообраќај кој го донесе Советот на Охрид, кој мораше да се почитува, меѓутоа не се најде начин тоа да се операционализира. Не успешен беше, ни Р немаше од режимот на сообраќај. Имаше во текот на вечерните, ноќните и дури и раните утрински часови имаше бука од комерцијалните локали. Ајде да речеме потегот од Езерска полиција до парк. Кај оде патеката? Значи јас се сеќавам, ја обеќаваа, ја ветуваа патеката дека една ќе биде за рекреација, кај што ќе е забранено сообраќај, другата ќе биде за снабдување на објектите таму кај плажите, нели, или за сервисирање на услугите таму. Кај оде таа патека? Што стана со таа патека? Или сакате да ви зборувам за испуштени 60 работници од системот на образование на кои истече договорот, без да се продолжи ниту месец, 2, 3. Пазите, на 31 август истечени договори. Од 1 септември започнува училишната година, 60 луѓе од образованието, од Охридскиот образовен систем, наеднаш тргнати за да се примат нови неискусни, кои не биле тогаш во процесот. А програмата за учебната година ја правеле дел и од луѓето кои беа испуштени. Значи, или сакате да зборуваме за детските градинки на кои сте која договорите, па ние во изборната програма на ДПМН имаше двосмеско работење на градинката, за сега да ги испуштат луѓето да примат партиски членови. Но вела дека и вие во ваше време истото сте го правеле. Ево, кажите еден вработен. Јас не знам за изминатите 8 години, меѓутоа во изминатите 4 години еден што е вработен.
а на негово место еден трнат од работа. Дали некој бил истеран или му после истекувањето на договорот бил отстранет од работното место за да се вработи друг. Исто има, кога сме кај вработувањето, да се надоврзам, значи секогаш и тоа е тема на разговор, дека имаме превработеност на општинската администрација и тука можете да се оградите, ке речите дека не се оградувам, воопшто не се оградувам. Дека не сте дел од локалната, но сепак, но имаме и контрааргументи дека и во овие услови на таа превработеност имаме нови вработувања. Тоа се нашите аргументи. Значи, при константно кажување дека имаме прегломазна, дека имаме преобемна администрација, неефикасна администрација, значи тоа што значи? Јавна и во јавните предпријатија и во општината. За на такви изјави да се вршат нови вработувања токму во администрацијата. Ево, како е можно, значи како е оправдано тоа во општината која има 220 вработени без пожарната, била прегломазна, била преобемна, била неефикасна, а 22 се нови вработени. 22 од 220 се 10%. Значи, бројот на вработените во општина Охрид, во единицата за локална самоуправа, е кренат за 10%. Како е можно во јавните предпријатија да имаме 72 нови вработувања? Само во овој период од изминативе 6 месеци, или во 200 дена. За каква преобемна администрација станува збор? Или тоа да не личи на она да си ги ставиме нашиве, па сега со систематизација ќе гледаме што ни е вишок, па да се отарасиме од овие или од оние кади. Тоа е многу опасна. Значи јас да ви кажам искрено, знаејќи го градоначалникот, ево ќе ви кажам, дали може граѓаните да ги делиме на наши ваши? Ама точно за тоа зборувам. Знаејќи го градоначалникот, не верувам дека таму ќе оди ова локална власт, затоа што во сите луѓе што се вработени постојат потенцијали кои можат да се искористат. Кога ви одите на избори за да станете градоначалник или за да станете раководство на новата власт, рече дека ни 70% од работените ги нема тие капацитети и способности да можат да ги извршуваат своите. Немојте се. Тоа е негова изјава. Тоа е негова изјава. Јас се сеќавам на изјавата во предизборната кампања кога рече: "Јас не доаѓам за градоначалник или ние не идеме на власт за да бркаме од работа, ние доаѓаме за да создаваме нови работни места." И тоа беше една од најбитните работи за кои охриѓани му ја дадоа довербата, и то пазите, му ја дадоа со голема предност, со огромна поддршка. И сега кога се кандидирате за да го земете локалната власт, не ги знаете работите, колку се што се вработани во општина или во јавните предпријатија, па сега главна тема се некој што не се појавил еднаш или два пати или 5 пати на тоа да се базира случај дека биле давани пари. Не е тоа така. Значи не е тоа така. Таму се вработани луѓе. Според, пазите, вработувањето во локалната администрација не е отпамет. Имате агенција за државни службеници. Значи имате неколку нивоа на контрола. Прво е внатрешната организација, па е систематизацијата, јас колку што сум информиран, па на систематизацијата агенцијата дава согласност, за секое вработување е должна агенцијата за државни службеници, па државните службеници полагаат испити, тоа се стручни испити, како биле нестручни работници, а положиле стручни испити, па учат закони, па учат прописи, подзаконски акти, секој може потенцијалите да бидат искористени. Јас не велам плюс минус 10% може би има, меѓутоа и за нив може да се најдат соодветни места. Иначе, која е логиката на превработеност да довработвите? Која е логиката сега во администрацијата нови 92 вработувања? Ако не би, значи сега стручните идет, а не стручните треба да си заминат. Јас повторно ви кажувам, ама јас повторно ви кажувам, познавајќи го градоначалникот, јас не верувам дека ќе дозволи да постои осветољубивост, да постои бескрупулно однесување кон луѓето кои, внимавајте, секој човек е човечка судбина и секој кој влегол таму, а на почетокот на разговоров разговаравме за можностите на младите луѓе, значи влегол со одредени надежи, влегол со одреден потенцијал и секој човек може да биде искористен. Само се работи за способност на менаџирање на
на работите. Ако сте Менаџирање способни со човечки ресурси. Менаџирање со Така, човечки со ресурси, со времено технолошки, речено. со технички, И со со сите секакви. ресурси и капацитети. И затоа се добиваат изборите. Вие сте ги убедиле граѓаните дека знаете да ги изменаџирате проблемите и граѓаните сега очекуваат да ги изменаџирате проблемите. Менаџирање на проблемот не е отстранување од работа на еден за да ставите друг и пред се она што го рековте наши ваши, тоа е најболниот дел. Не сакам подетално да навлегувам кој бил вработуван, дали биле сите наши или нивни. Значи јас никогаш не сум ги делил луѓето по политичка припадност. Јас и ево и во книгата моја првата реченица е луѓе прават, луѓе расипе. Значи све зависи. Мислата. Се извинувам. Све зависи од човекот, од неговата посветеност, од неговиот потенцијал, од неговите капацитети да се вложи себе си во она што го работат. И јас сум убеден, ние ги знаеме тие млади луѓе што се вработени и по јавните предпријатија и во администрацијата. Јас само се надевам дека оваја локална власт, подпомогната од централната власт, тоа граѓаните го очекуваат. Ќе имат финансиски инекции, ќе имат нови работни места, ќе имат, ево па и буџетот што го донесува ребалансот, го донесува врз основа на кредитно задолжување. Тоа не е нешто многу популарно, меѓутоа, ето и тоа го чекаме да се случи. Доколку се отворат нови работни места, тогаш нека се вработат луѓе онака како што тие мислат дека треба, дали по партиски клуч, дали по списоци некои во таму од окружни комитети или не знам што. Меѓутоа, греф е луѓето што веќе се во работниот процес, луѓето со кои може да биде изменаџирано, да се тргаат од работа затоа што им завршил договорот или затоа што ќе бидат прогласени за, не знам, нестручни или по разноразни комисии или затоа што едноставно не мислат како што мислат властодржците. Господин Тунтев, на самиот крај на емисијата сакам да ве запрашам. Значи, имате повеќе функции, на повеќе места сте ангажирани, како се релаксирате? Се релаксирам прво во кругот на семејството. Значи, тоа ми е, кога ќе правиме муавет со децата за на школа, што е тоа што ги исполнуваат, нивните проблеми, работи, чуда, се релаксирам со пишување, мислам, нешто што ми исполнуваат, значи последното ево дело, можам да го спомнам, Светиот Завет, кој имаше промоција пред извесен период. Значи, тоа е мојата љубов кон Охрид и кон охриѓаните, што дојдов до некои неверојатни сознања, што ми ја наполнија, значи, душата и што можам да го споделам тоа со охриѓани. Се релаксирам со пешачење, се релаксирам со музика, се релаксирам на Dreambox со гледање филмови и серии. Значи, се релаксирам во разговор со пријатели. Ево да ви кажам последно, може да ќе звучи малку партиски, се релаксирам со читање на новата програма на СДСМ, која дава верба дека Македонија може да стане општество на средната класа. Еден пријател, сега пред известно време беа Шведска. И вака ми рече, 5% се богаташи, 5% се сиромашни, 90% се средна класа. Тоа е јака држава. Тука има демократија, тука има слобода, тука младите луѓе имаат перспектива. Враќањето на ДДВ-то, воведувањето на праведните даноци, изземањето на приходите од земјоделските дејности, сето тоа се новите проекти на новото СДСМ. Ево досега СДСМ беше критиковано. Сакате да дојдете на власт, ама не нудите ништо. Сега СДСМ нуди многу конкретни решења, токму за враќање на средната класа и за создавање на едно општество во кое што единката ќе го има главниот збор, не политичката партија, значи не некои политички или партиски елити, туку човекот што создава вредност. Во таква држава сите ќе сме многу порелаксирани и сите помалку ќе се бавиме со политики и политиканства, а повеќе ќе се занимаваме со проблемите што го засегаат секое семејство. Она што мене ме релаксира е сознанието дека луѓето што се чувствуваат способни и што можат да придонесат за да се сменат работите на подобро, не смеат и не треба да седат настрана. Нема да имаме алиби пред децата наши. За да бидеме релаксирани во наредниот период, сега треба да се вложиме
сега треба да го правиме она што го очекуваат поколенјата од нас, да ги создаваме подобрите услови за живот, за да не размислуваме дека децата утре може да си одат од нашите домови затоа што овдека се чувствуваат безперспективно. Се додека се чувствуваме безперспективно, нема простор за релаксација. Меѓутоа, сепак, некои работи кои ги исполнуваат нашите животи, нашето секојдневие, ме исполнуваат и мене, јас ви ги кажав, и само се надевам дека во наредниот период политиката ќе има улога исклучиво и само во служба на подигнување квалитетот на живење на нашите сограѓани, а се помалку во остварување на лични собствени интереси. Како што рековте, и така ќе завршам емисијава, во вашата книга Светиот Завет започнавте со охридската мисла: луѓе прават, луѓе расипуваат, или луѓе прават, луѓе расипват, како што викаат охриѓани. Значи, предпоставувам дека вие ќе сте од тие луѓе кои што прават и сите оние кои што се позади вас, и се за доброто на Охрид и по добрите дни на градов и на нашите деца. Фала ви многу, и јас се надевам дека ќе бидеме и сме во тие луѓе што прават. Есенцијата на секое действување или на секое делување е да се остави печат во едно време кое што живееме, надевајки се дека тој печат за 50, 100 или не знам колку години, како што сега ние ги вреднуваме грандиозните дела на нашите луѓе кои ја создавале и државотворноста, и мислата, и националната свест, и државата, дека за нас ќе судат така како што судиме за нив, и оставајки печат, всушност оставаме завет за идните поколенја. Јас така ги врзувам работите помеѓу книгата и моево политичко делување. По многу работи се делиме. Се исподеливме по најразлични основи. Дајте да ја најме работата околу која можеме да бидеме сплотени. Нека е тоа љубовта кон Охрид, нека е тоа љубовта кон природата, нека е тоа заштита на животната средина. Да ги најдеме работите што ќе не врзат, што ќе не држат заедно, затоа што согледувајќи ги општите интереси, многу лесно ќе се договориме за работи околу кои сега за жал се караме и се расправаме. Благодарам за гостувањето во Лупа.